Германскиот уметник Борис Елдаксен ја освои престижната светска награда за фотографија на Сони во март, но ја одби, признавајќи дека тоа не е фотографија, туку слика генерирана од вештачка интелигенција. Тој рече дека се надева оти тоа ќе отвори дискусија на оваа тема. Алатките за вештачка интелигенција, како што е чат GPT, исто така може да напишат приказна, вели истражувачот на вештачка интелигенција Джонатан Меј од Универзитетот на Јужна Калифорнија. Кохерентна приказна, но не особено многу интересна приказна. Јас не сум уредник за фикција или нешто слично, но според оно што го видов, фикцијата што произлегува од овие модели, алатки за вештачка интелигенција, не е нешто што некогаш би платил за да го објава. Друг истражувач на вештачка интелигенција, чие хоби е комедијата, вклучува робот со вештачка интелигенција во неговата импровизација, со седиште во Лондон, наречена Импроботика. Тој вели дека вештачката интелигенција е импресивна, но не го разбира контекстот, како што тоа го прават реални изведувачи. Не се знае колку луѓе има во собата. Не се знае дали некој плаче. Тој вели дека вештачката интелигенција често произведува просечни содржини кога го заменува изведувачот или писателот. Прашањето е зошто ви е потребен писател кој не постои. Мислам, зошто сам не го напишеш тоа? Но луѓето сакаат да ги истражат границите помеѓу луѓето и машините. На Британскиот универзитет во Саутемптон музичарите комбинираат теми генерирани од вештачка интелигенција со импровизиран джез. Еден композитор, добитник на Еми, кој бил музички директор на 2 олимписки игри, вели дека вештачката интелигенција може да произведува музика за позадина, за емисии и за игри, например. Не значи да бидете брилијантен, уникатен. Идејата е дека има енергија или има хумор или дека ја пренесува вистинската емоција. Тој вели дека вештачката интелигенција може да го создаде тоа, но алатките за вештачка интелигенција немаат страст на уметник. Истражувачот Джонатан Меј се согласува. Тие немаат проживеано искуство, ги немаат траумите и секојдневниот живот и погледот на светот. Не знаат како луѓето се поврзуваат со други луѓе. И конечно, им недостасува креативен набој, што се уште не е програмиран со компјутер.